Да, продолжуваме со емисијата. Тука во студиото е господинот Имер Селмани, поранешен министер, поранешен лидер на партија, повеќе функции, сега да не ги набројуваме сите. Господин Селмани, да почнеме со политиката, со ова што е актуелно, што се случува. Претпоставам дека наблюдувате, гледате што се случува. Посебно беа интересни случувањата во ДУИ во изминатиот период. Тамо имаше една, условно кажано, една побуна на Скопското крило, најмногу, поддржано и од други, но генерално на Скопското крило. Побуната беше против вице-премиерот Артан Груби, како што велат тие дека премногу станал моќен, почнал да ја злоупотребува положбата, гледавме за што се обвинуваа, но имаме сега и некаков епилог на таа приказна, тоа Скопско крило, каде што е Изет Меджити, Блерим Беџети и други функционери, ми се чини дека на голема врата се врати во ДУИ, добија високи раководни позиции. Мислите ли дека на некој начин тие направија доволно голем притисок, успеа да издействуваат, сепак Артан Груби е сменет од организацијски секретар на партијата, успеа да издействуваат една огромна отстапка, сепак од она што го бара? Знаете, од више од демократија никош не е лошо и она за кое што начално ова група на високи функционери, кои што со години имале и високи државни функции, а и сега актуално има, значи не се само Изет Меджити и Блерим Беџети, тука е актуелниот гранчалник на општина Чаер, Висар Ганил, тука се многу заменици, министри, директори. Муса Џафери не е од Скопје, значи он изворно потекнува, значи од Кичево, Кичевско, така што повеќе би рекол една група на функционери актуелни кои што побара повеќе да има внатре дебата, внатре демократија во самата политичка партија, на која што таа дебата и демократија според нив последните 3 години и недостасуваше. И мислам дека, јас сум го кажал и во друг еден момент, кога беше тие денови многу актуелна ова тема, дека сепак Али Ахмети како човек кој што најмалку посакува внатре во партијата да има отцепување или да има барикадирање на функционери, дека ќе најде некој начин, некој компромисно решение. Мислам дека тие го најде компромисот, успеав да се организират, иако со многу доснење, затоа се овие сите последици, после Конгресот 3 години да се формират органите на партијата. Меѓутоа, никако спласна, значи, сета таа побуна, на повидок е некој си мир и пријателство и господинот Артан Груби исто така очигледно не покажува никакво незадоволство, несреќен сега затоа што е член на претседателството на партијата. Според самата негова изјава дека он никогаш не бил член, сега таму е највисока позиција, бил како шеф на кабинетот на господинот Али Ахмети и очигледно дека тука е направен одреден компромис за кој што јавноста сигурно во детали не е запознаена и веројатно нема да биде запознаена под покровителство на лидерот на партијата. Сум кажал и сега кажувам, добро е што се направи тој компромис, иако навидум таа е внатре партиска работа на партија која што сите партии горе-доле од време на време имат такви триења внатре во партијата помеѓу разни крила, разни поединци. Меѓутоа во ситуација кога нас во државата ни треба поголема слога, поголема соработка, не само во коалицијата, нас ни треба помеѓу власта и опозицијата, ни треба затоа што се соочуваме со пандемиска, со економска криза, со енергетска криза. Војната никако да престане во близина од само 2000 километри, значи во Украина. Едноставно сите ние го почувствуваме стравот од тоа што утре ќе биде. Нас не ни требат внатре уште поделби, конфликти и во самите политички партии, и во општеството. Така што мислам дека што попре ова поглавје се заборави и се фокусират сите функционери
на ДУИ, затоа што ДУИ има голем процент во екзекутивата на власта. Да не забораваме дека тие управуваат со многу важни министерства во владата, и скоро веќе 2 децении тоа го прават, да. Меѓутоа сега зборувам за моментот, значи да. за критичниот момент, управуваат со Министерството за економија, управуваат со Министерството за финансии, Министерството за надворешни работи, животна средина, и други, значи, институции кои што се многу битни за јавноста, за граѓаните. Добро е да немат немири внатре дома и да се фокусираат во вршењето на нивната работа. Се разбира, граначалниците максимално да се посветат кон исполнување на оно што е основно, затоа што и нивната улога е пребитна за да биде, да кажеме, оставена на страна без надвор од мониторите на јавноста. Граначалници исто така. Јас сум бил 2 мандата граначалник. Знам колку е битно за непосредно решавање на проблемот на секој граѓанин. Дали се работи за тротоар, зеленило, училиште, осветлување, градинка и така надаму, така што нам не ни требат внатре партиски битки, а бога ми не ни требат премногу и меѓупартиски битки, затоа што сега треба сите, кој што може и кој што уме, да си подадеме рака под големиот камен кој што се вика криза, економска криза, за да излеземе од тука. Ви го спомнавте искричењето и помеѓу другите партии, фракционерство, имавме вакви примери. Па скоро имаше и во лани и во СДСМ со господинот Максим Димитриевски, имаше и со други членови на партијата кои излегоа. Исто така слични случувања имаше и во ВМРО ДПМН со таа така наречена Мериот групација, има и сега актуелни нови со господинот Оливер Андонов, кој исто така вели дека има фракција која бара смена на Мицкоски. Значи, вие на некој начин, според ова што ми го кажавте, се согласувате со изјавата на портпаролот на ДУИ, господинот Бујар Османи, кој вели дека другите партии треба да учат демократија од ДУИ. Апсолутно. Од ова произлегува дека во секоја криза или од секоја криза внатре во било која политичка партија може да настане прелом, односно расцепкување, без при тоа да има можност да се тие парчиња соединат. Значи, ние во минатото сме го виделе во многу политички партии, односно во сите поголеми политички партии во општествениот живот и политичкиот живот во нашата држава. Во ВМРО ДПМН тоа се случило неколку пати. Значи, да не забораваме од Лјупчо Георгиевски, Груевски, значи, да. Истото се случило и во СДСМ. Ова беше прв пат, после 20 години политичко действување во ДУИ, да има толку искри и толку незадоволство, кој што еден дел од јавноста очекуваше дека сето тоа може да пукне многу сериозно. И јас пак викам, ова е добар начин на демонстрирање на внатрешно дебатирање и демонстрирање на поголема внатрешна толеранција и демократија, да се критикуваме, да кажеме тоа што не чини, меѓутоа да пробаме и таму каде што можеме да се здружиме, пак да се наоѓаме. Некој тоа ќе го протолкува, да, сите, да кажеме, бунтовници се задоволија со одредени функции нови, меѓутоа има од тие што викат дека господинот Изет Меджити порано беше подпредседател на партијата и сега е подпредседател во партијата, така што нема големо поместување. Добра е дебатата да се има и навистина ДУИ е добар пример. Ова што господин Бујар Османи го кажа, да, секако дека вреди. Да, од друга страна, кај условно кажано албанската опозиција, нели, во Алијансата на албанците исто така имаме нов лидер, таму е господинот Арбен Таравари, го наследи Зиједен Села. Прво, како гледате на тоа, на тој момент, мислите ли дека на овој начин Алијансата ќе биде посилен противник, подобар опозиционер, поголем конкурент за тргање од власт на ДУИ? Како гледате на... Прво, господинот Таравари е мој стар пријател, значи преку 20 години се знаеме. Со него сме били во ДПА заедно. Интелектуалец, борец. Он докажа и на политички план дека знае да победува, успеа 2 пати да победи во Гостивар и секако дека околностите кои што доведоа до оставка на господинот Зијадин Сега, кој што ја
покрај иницијативата пред повеќе години ја формираше Алијанса. Најдобрата замена што можеше да се направи беше токму ова што се направи како избор со господинот Таравари. Господинот Таравари има капацитет, мислам, дека не само интелектуален, дека и политичка кондиција за да може да направи нешто поквалитетно во смисла на креирање на опозицијата, опозиционото мислење и дебатата и критичното мислење. Меѓутоа, кога зборувам критичното мислење во однос на према власта, не мислам само на критики, туку можности за и понуда за соработка и понуда на решенија. И во таа насока мислам дека се коментираше или може да се коментира дебатата која што се отвори последните неколку дена во јавноста и одредени комуникации и изјави помеѓу челниците на владата, одредени представници на владата и изјавата на господин Таравари дека за одредени клучни, битни можности, да кажеме, моменти, одлучувачки моменти за иднината на државата, дека Алијансата е спремна да соработува и со власта. Не само да ја критикува, туку и да соработува. И мислам дека тие и во минатото исто така го направија тоа, го докажа и при гласањето на повеќето закони кои што ја добија поддршката нивна. И тука е тој конструктивен елемент кој што ние како граѓани сега се поставувам, бија посакале од секоја опозициона политичка партија. Секојаш кога мисли дека нешто не чини, треба да критикува, меѓутоа секојаш кога не секогаш лошо направено од страна на власта, за да све биде однапред отфрлено. Значи има и добри работи кои што треба да се поддржат. Но таа изјава на господинот Таравари, каде што тој кажа нешто од прилика доколку имаме добра понуда за влегување у власта, сериозно ќе ја разгледаме, отприлика така беше изјавата, парафразирам. Многумина ја толкуваат на некој начин како негово нудење да влезе во власт и некако разочарувачки очекување од тоа дека ќе делува опозицијски, дека ќе се обиде да создаде некаква опозиција или здружена опозиција за конечно снемување на власт на ДУИ. Значи, наблюдувачите така ја видоа таа изјава дека он на некој начин се нуди самиот да влезе во власт. Па сега знаете, најдобро што имало намера да каже со таа изјава, најдобро он може да ја објасни таа ситуација, ние можеме да нагаѓаме дали он се нудел или дали он се нудел да помогне за одредени клучни моменти за функционирање на парламентарното мнозинство во собранието. Тоа е он треба да си го каже и добро е да го поканите да се изјасни во таа насока. Јас повеќе, следејќи го нивното политичко размислување и политичко действување, повеќе мислам дека нивната понуда беше во насока дека да, тие се нудат да помогнат и да поддржат проекти кои што доаѓаат во собранието, а ги има многу, не само како закони. Нас не чека измена на уставот пред да пристапиме кон поглавијата, разгледување на поглавијата кон ЕУ пристапот наш. Така што има и други бројни моменти кои што барат поддршка и треба поддршка двотретинско парламентарно гласање, односно парламентарна поддршка. Да. Во таа насока јас повеќе ја гледам, а се разбира дека тамам работа, ако сите политички партии влезат во власта, тогаш опозиција ќе биде само народот, а тоа е лошо веќе. Да. Во однос на владењето на ДУИ, како што кажавме, дводецениско владење, па и овие сега превирања што се случуваат, нема некои назнаки дека таму опаѓа поддршката, дека ДУИ губи на рейтингот, тоа го покажа и со последните избори. И очигледно е дека секогаш кога и некој ќе помисли дека ДУИ слабе, дека тоа подосна, изборите го демантираат. Како го прават они тоа, значи тоа го знаат стратезите на партијата, но од друга страна, еве ова што го зборуваме за албанската опозиција, исто така немаме знаци дека таму гледаме некакво обединување, дека гледаме некои обиди за создавање на сериозен политички опонент на ДУИ. Таму е Беса на Билол Касами, еве Алијанса сега на Арбен Таравари, алтернатива е во власта и
Толку. Значи, не гледаме некаков обид за создавање на еден силен опозицијски фронт. Значи, БЕСА и Алијанса не треба да се подценат. Дека Дуи само победува и тој мит се скрши. Дуи 2 пати го губи Гостивар, пред малку го кажав. Дуи го изгуби Тетово од БЕСА, која што не беше екстремен фаворит кога на повторените парламентарни избори за Советот, само пред месец или два кога се одржа, а и пред скоро година дена за градоначалничките избори, за локалните избори. Така што дека Дуи само победува, тоа е повеќе мит, затоа што тие го изгубија Тетово, го изгубија и Гостивар, и тоа 2 пати. Значи, што им остана на Дуи, на локално ниво, им остана Скопје, односно им остана општина Чаир и општина Сарај со мнозинско доминантно албанско население. Да. Липково е помала општина која што е рурална, која што има значење, се разбира, меѓутоа го нема значењето на Чаир или на Сарај. Сега, тука беше и таа битка внатре во самата партија, ако се навратам 1 минута само. Тие што цело време победува за Дуи, тие го покрена прашањето и на повеќе демократија во партијата и реформи во партијата, затоа што мислам дека тука и Али Ахмети добро процени дека оттргнувањето на скопското крило или Чаир и Сарај од јадрото на Дуи, тоа за Дуи ќе беше многу лош старт, односно стартна позиција за наредните избори, имајќи го предвид дека ако го немат овој дел со себе, а при тоа го немат Тетово, го немат Гостивар како стартна позиција со функции, со функционери, со управување со локалната власт. Ги забравивме Кичево и Струга, да. Да, меѓутоа најголем број на пратеници, сега секогаш кога мислиме на гласачко тело, мислиме на градови кои што значат, меѓутоа и на број на пратеници кои што носат, да кажеме, Полошкиот регион, односно 6-та изборна единица за албанските политички партии. Значи, носат доминантни 15 до 16 пратеници секој изборен циклус, а тие се Тетово и Гостивар со се околината на крајот на денот. Првата и втората единица носат исто така околу 6 до 7 пратеници, кои што пред се, значи, се Скопје со околината и Куманово со околината. Така што Дуи направи добра калкулација и не случајно тие ги направија мир дома, односно најдоа начин како да дојдат до мирот, а дека има потенцијал за добра политичка битка помеѓу, да кажеме, алтернатива, односно Алијанса и БЕСА од едната страна и Дуи од другата страна, за да биде конкуренцијата уште подобра, понудата да биде уште поквалитетна, надзорот врз работењето на функционерите, било тоа на локално или на централно ниво, биде уште посупериорно, е самиот факт дека помеѓу Алијанса и БЕСА има одредени пораки и ајде да кажеме има одредени моменти кои што се пренесуваат за соработка. И тука ако се оствари таа соработка помеѓу овие две политички партии, навистина тогаш нема да биде сеедно за Дуи, имајќи го предвид фактот дека во гласови ако се подели кој што добивал гласови минатите локални избори, тогаш би биле некаде 50-50 како власт и опозиција. Добро, имавме во минатото еден обид за такво здружување директно, значи зборуваме за Алијанса алтернатива кога беа заедно, иако сега ајде да речеме дека алтернатива е само едно крило на БЕСА, поделена БЕСА всушност, сте биле во политиката, сте биле на повеќе функции, сте имали партија. Да. Знаете како функционираат работите од сите агли, сакам да кажам. Што мислите дека е главниот проблем за едно посериозно, покохезивно политичко здружување на тие албански опозицијски субјекти? Некои велат дека се причина суетите на политичките лидери, дека едноставно проблемот е што не може да се договорат кој да биде главен тука, дали е навистина толку банална причината или има и нешто посуштинско таму подлабоко? Па, ајде јас ќе почнам од опашката.
Значи, идеолошки, ако ги гледате, нема разлики. Значи, ако ги гледате идеолошки, концептуално, програмски и така натаму, вие помеѓу сите политички партии кај албанците, ќе приметите некаде 90% дека се поклопуваат целите. Значи, сите се за евроинтеграција, сите се за НАТО, сите се проамерикански, сите се за повеќе демокрација непосредна, сите се за кохезија, соработка, регионална и така натаму. Значи, имате право, сигурно дека имате многу право, кога викате дека суетите се најголемата пречка. И лично мислам дека тоа е најголемиот проблем. Како да ги седне сите лидери и да евентуално се договорат кој ќе биде носителот, првиот носителот, фронтменот, по кој што ќе се идентификува опозицијата. Мислам дека тоа е најголемиот проблем, ако не и единствен. Инаку програмски, концептуално сигурно, не? Ако ги прашате поддржувачите, значи активистите, гласачите, тие што се опозицијски настроени или тие што гласат опозицијски, сигурно тие дека веднаш би ја одобриле и ја одобруваат секоја соработка на опозиционите партии. Мислам дека најголемиот проблем е тоа баш тоа што го рековте. Суетите и капацитетот за да може да се договорат до крај. Во однос на тие веќе преминуваме на една друга тема, на тие предизборни меѓуетнички коалиции, на принципот на меѓуетничкото или заедничкото работење во политиката. Тој принцип на некој начин најмногу го наметна СДСМ на Зоран Заев, кога тие веќе почнаа, самата партија направија прилично мултиетничка, настапија во албански единици, во албански изборни единици. Тоа и вие го направивте на времето кога бевте претседателски кандидат. Тоа е интересна паралела, па ве спомнуваа тогаш вас како пионер, да речеме, во таа област. Тоа СДСМ го интензивираше. Точно така. Па им донесе... И го капитализираше, им донесе прилично голем успех во 2016 околу 50.000 гласови 2016 кои што беа клучни за да тие се доближат до ВМРО. Не успеа да имат пратеник повеќе, ама со пратеник помалку успеа да се доближат. 50.000 гласачи, за јавноста да кажеме, е дека во голем број, во збир на голем број на гласови, како што се големите партии, да кажеме, без разлика дали за ВМРО или за СДСМ, кога се стават во купот, им носи некаде 6 до 7 пратеници. Сега, потоа некако работата тргна во таа насока, па почнавме и со предизборни коалиции кои веќе на некој начин се фиксни, за разлика од порано, кога партиите отприлика знаеа кој со кого ќе коалицира, но настапуваа релативно самостално, понекаде се даваа поддршка каде што им требаше. Сега ми се чини дека повеќе тие коалиции многу подобро се подготвуваат предходно, зборувам за меѓуетнички македонско-албански коалиции, каде веќе се знае, каде што веќе се настапува заедно и синхронизирано. И кога зборував пред овие последни локални избори со еден лидер на една партија, сега нема да го именувам, не е тука, нели, нормално, кога го прашав за ова, дали така ќе постапи, ми вели, па нормално, нема друг начин. Ние, вели, ако не постапиме така, противникот ќе не разнесе, ќе не однесе на сите места. Тоа е веќе изнудено и мора така да се делува. Значи, мислите ли дека тој принцип е веќе воспоставен и дека нема друг начин веќе да се победи на терен? Значи, прво, треба да видиме рационални сите. Мислам дека политичарите кога се возат се најрационални луѓе. Треба да ја подсетиме јавноста дека немало од осамостојувањето, освен првата експертска влада која што беше 1992 година, наваму нема чисто етничка влада. Значи, ако не се склучи коалицијата пред изборите, мора да се склучи после изборите. И јас тоа често пати сум го кажал во јавноста, сум го повторувал. Склучување на коалиција после изборите е практика која што 30 години се случува кај нас, меѓутоа најдобро би било и најидеално би било и најкорисно за гласачите и за граѓаните би било кога предизборно тие партии кои што планираат постизборно да коалицираат, таа коалиција да ја направат пред изборите. Па со иста или слична платформа, односно со иста листа на кандидати, со иста платформа, иста понуда, да им се понудат на граѓаните
за глас повеќе и на запад, и на исток, и на југ, и на север. За да не бидат граѓаните доведени во ситуација да гласат за националистички понуди и кај албанците и кај македонците, па после изборите, затоа што ќе сваќат политичарите дека не можат со тие националистички платформи да направат влада, едноставно пред очите на самите гласачи, пред очите на самата јавност, таа нивна понуда да ја пречкртат и да направат друга, која што ќе се вика владина програма, кој што ќе биде некој компромис помеѓу првото и второто, или второто и првото, и кој што нема да ги устречи ниту граѓаните, а ниту гласачите, а ниту самите политички партии. Ретирираат веднаш после. Апсолутно се ретирира. Затоа најчесно би бил бракот, нема да кажам кој е зетот, кој е невестата, меѓутоа бракот најдобро е да се направи и да се случи договорот пред изборите. Кога ќе се коалицира со јасна цел, со јасна стратегија, со јасно пишани правила како ќе управуваме со ресурсите, со власта, со законите, кои закони ќе го донесеме, која визија имаме, како ќе градиме, што ќе правиме, значи тоа да им се понуди и за тоа да гласат граѓаните. Тоа би било идеално и тоа би било најпостекуваната варијанта. СДСМ се разбира дека тоа го направи и 2016 година, го повтори со БЕСА во коалиција 2020 година. Да. 2020 година тоа го повтори и тоа им донесе неколку пратеници. Некои луѓе викаат дека колку што БЕСА добила, толку донела гласови, меѓутоа тоа за СДСМ значеше пратеник повеќе во листата на изборната листа на пратеници, во добитничката комбинација. Така што не случајно и ВМРО-ДПМН, која што нели важи како попатриотска партија во македонското гласачко тело, неретко последните неколку месеци дава пораки, пушта пораки дека радо би се работувала со Алијанса, радо би се работувала со БЕСА, мислам дека тие и во последните локални избори разменува, да кажеме, позитивни размислувања и така натаму, и се поддржува вториот круг. Така што ова е добро за јавноста и тоа значи дека ние созреваме. Добро, па тие не треба да праќаат пораки при оној обид за создавање на ново парламентарно мнозинство, кога и беше драмата, нели, условно кажано, со исчезнатиот пратеник, седнаа на иста маса. Да. Значи, веднаш седна и многу луѓе се изненадија кога ги видоа на иста маса тие политички субјекти, меѓу кои беше, да речеме, и лидерот на левица на истата маса, седнат познат по неговите прилично екстремни ставови. Тоа значи дека и лидерот на кога левица, дојде до влада, веднаш се седна. така, кој што важи за екстремен, да кажеме, левичар, меѓутоа и националист со национален вокабулар, визави македонските чувства, и он свесен е дека без останатите партии или без дел од албанските политички партии не може да направи мнозинство и влада. Нашиот устав на крајот на денот е таков. Значи ние имаме бадентер, имаме двојно гласање, имаме значи принципи направено, имаме некоја демократија која што сме ја развиле последните 30 години. Значи кој да дојде не може веќе тие принципи да ги смени. Не може уставот сам да се менува. На уставот и треба двотретинско гласање, и треба двојно гласање и така натаму за одредени работи, многу закони барат двојно гласање. Така што ценам дека сето ова што вие го поставивте, дали после или пред изборни коалиции, јас од секојаш сум бил и сум и ќе бидам среќен наредните парламентарни избори на вистина да гледаме предизборни коалиции помеѓу, не знам, 2, 3 или повеќе политички партии македонско-албански од едната или од другата страна, и тогаш националната понуда или националистичкиот говор, етнографијата и така натаму нема да биде веќе од прв план. Значи, на прв план ќе бидат сигурно ЕУ перспективата, доброто живење, доброто владење со институциите, реформите секаде каде што недостасуваат, а богами многу недостасуваат, владење на правото, реков, законодавството, доброто здравство, за жал кој што
ете, некако последните години, поготово со пандемијата, видовме колку ние не сме инвестирале последните години во здравствени установи, немавме капацитети. А тек со глобализацијата, отворениот пазар, европската побарувачка на лекари, медицински персонал, нас уште по подредена ситуација ќе не стави, затоа што многу наши лекари секој ден има одредени информации дека околу 200 лекари секоја година нас, значи веќе дипломирани со искуство, ја напуштат државата и се вработуваат некаде, заминуваат во Западна Европа. Сте го воделе тој ресор, го знаете, Сум го водел и знам, и имаме околу 200 до 300 лекари кои што се пензионираат секоја година. Ние имаме висока возрастна група, значи просечната возраст е над 50 години, према 60 години веќе кај лекарите. Така што има многу работи за кои што политичките партии треба, информациите се тука, искуствата се тука, ние немаме неискусни политичари, горе-доле сите политичари се искусни. Тоа што не знаеме, можеме да го видиме како функционира најдобро во поразвиените држави околу нас, а богами имаме од Хрватска па нагоре многу што да видиме, така што најдобро би било ако зборуваме за понудите и за коалициите, сето тоа да се стави на хартија пред изборите, да се излезе во јавноста, пред гласачите, да се добие поддршка. И тој концепт кој што ќе добие најмногу гласови, тој нека управува. Ама не да го менува после изборите, само еден месец после изборите, ајде тоа ќе го ставиме на страна зашто сме победиле и ќе направиме нова владина програма која што сосема ќе се разликува од ветеното и понуденото пред изборите. Веројатно и покоректно кон гласачите. На тој начин, да. Во однос, господине Салмани, го спомнавте и уставот, отварањето на уставот од тоа отварање на уставот или оставање на бугарите во него веќе директно зависи европскиот пат на Македонија, значи тоа ќе зависи почетокот на отварањето на поглавјата, секако кога ќе заврши скринингот. До тогаш, па според проценките и според изјавите има барем уште една година минимум, но сепак тој момент ќе дојде. Според ова што го вели председател на ВМРО ДПМН господин Христијан Мицкоски, тој е дециден, вели никогаш нема да дозволиме ставање на бугарите во уставот и доколку ВМРО ДПМН остане на тој став, јасно е дека е тешко, јас мислам речиси невозможно да се обезбеди двотретинско мнозинство, и да може некако да се обезбеди, веројатно би било проблематично, го знаеме искуството со Преспанскиот договор, како беше и какви последици произлегува од тоа. Како ќе дојдеме ние, како ќе ја решиме оваа дилема, овој проблем сега, како ќе го продолжиме европскиот пат, доколку овој став на ВМРО ДПМН остане ваков? Знаете, магија не се прави тука, значи врските се јасни, европскиот пат е тој еден и единствен, ние не можеме да замајуваме, да се лажеме, ниту јавноста не треба да се лаже, ниту па европските институции не може да се лажат. Значи, барањето према нашата држава за продолжување после скринингот е отварање на уставот и вградување на неколку етнички заедници. Не се значи само бугарите, тука и се и хрватите и црногорците. Односно, сите тие што нас не ставиле во нивните устави, ние треба да ги ставиме под однос на реципроцитет во нашиот устав. Значи, не се отвара прво само за бугарите, туку и за хрватите и за црногорците. Може би и некоја четврта етничка група. Меѓутоа, за сега никој не успорува за црногорците, никој не спорува за хрватите. Има размислување за ставање и на евреите, пошто има, може би таа заедница е мала во нашата држава, меѓутоа е вековна тука живе, значи има генерации кои што тука живеат. Така што тоа прашање тек околу крајот на скринингот, тоа што рековте што година дена, веројатно ќе се отвори тамо некаде за 10 месеци, ќе биде интензивна. Алтернатива нема. Ние едноставно, јавноста треба да знае и сите ние треба да знаеме дека ако некој отвориме уставот, ние си го запираме нашиот пат према евроинтеграциите. Дали е тоа паметно од страна на ВМРО ДПМН? Веројатно тие со тоа што се изјаснуваат или го кажуваат, сметат дека тоа е исправно, меѓутоа честно би било секој тоа што така ќе го каже, да каже и кој е начинот како ние ќе станеме полноправна членка на Европската унија, или дали ние со тој
став политички ќе се откажеме од нашето идно членство во Европската унија. Значи, на јавноста, односно на гласачите, на народот, мора да им се дадат алтернативи. Значи, не може да им кажеме од денеска па натаму вие ќе направите само вака и толку, немате алтернатива. Мислам дека тек за ова ќе се отвори дебата и треба да се отвори дебата. Ние сега сме фокусирани премногу на цените на горивото, на цените на енергенците, на струјата. Ќе има парно грејење за Скопје, нема да има парно грејење, сметките ќе дојдат поскапи или нема. Или не? Секако дека ќе преживееме, ние сме преживували полоши ситуации него ово. Меѓутоа, вистинска дебата треба да се отвори за ова прашање и секогаш во политиката ништо не е црно-бело. Како што вие спомнавте пред малку, една слика кажува милион зборови, значи седењето на левица, на лидерот на левица заедно со албански политичари, македонски политичари и така натаму. И тука, значи со јавноста треба да се дебатира. Кој е ќарот ако ние кажеме не, нема да го менуваме уставот, и коезијаното, односно што губиме со тој, дали имаме алтернатива. Јавноста после има начин и метод и место каде да се изјасни на следни избори и така натаму и така натаму. Меѓутоа, премногу е сериозно ова прашање и премногу е вложено, 30 години сме вложиле. Од осамостојувањето наваму, од секој сме биле за членство во НАТО и Европската унија. И тој пат, значи ние не сме создале нови да кажеме алтернативни решенија и не можеме да создадеме. Ние сме внатре во Балканот, мала држава, обкружено со НАТО членки, обкружен со ЕУ членки, така што нашата ориентација е проамеричка и прозападна. И тука нема алтернатива. И тука навистина не може со голема леснотија да се каже да нема да го направиме ова, затоа што тоа не повредува. Да, убаво ќе размислиме, ќе ги ставиме сите лоши, јаки страни, слаби страни на маса и таа е дебата која што дефинитивно мора да се случи, дебата транспарентна и со јавноста и со политичките лидери, со политичките чинители и помеѓу власта и помеѓу опозицијата, и внатре во опозицијата и внатре во власта. Добро, имаме уште неколку минути до крајот. Господине Селмани, имам уште доста политички прашања, но немаме време. Ајде на крај за економијата, еве за крај едно прашање. Гледаме дека се жалат сите, буквално се жали бизнисот, се жалат фирмите, се жалат коморите, се жалат синдикатите од своја страна. Сите поради цените на високите енергенси, поради цената на струјата, цените на горивата, имаше едно драматично предвидување или алармирање од Стопанската комара, која кажа дека до 50% од работниците може да се отпуштат доколку продолжи таквата ситуација во текот на зимата. Каква е состојбата според вас? Дали е навистина толку алармантна? И вие сте и самиот во бизнисот, ги знаете цените. Дали е навистина толку лошо и толку страшно и дали владата прави се што треба да прави, дали треба да направи повеќе за да излезе во пресред на економијата? Значи, тргнуваме од фактот од два момента. Едниот момент е дека ние имаме војна во нашиот континент. И таа војна не е далеку. Таа војна, слушаме, читаме, ги чини страните што војуваат милиарди долари дневно. Таа војна се плаќа од некаде. Таа војна на крајот на денот треба само да се повлечеме еден чекор назад и да гледаме дека и ние ја плаќаме на некој начин. Како ја плаќаме? Ја плаќаме преку поскапи производи, преку поскапа енергија електрична, која што доаѓа од поскапиот газ, која што доаѓа од поскапиот јаглен, кој што доаѓа од поскапата, не знам, нафта и така натаму. Плаќаме, ако сме платиле 60-70 денари за литар бензин или нафта последните години, сега плаќаме 90, 100, 120. Значи, сите ја плаќаме војната. И тука не треба да бидеме незагрижени. Значи, поскапувањето на цените е увезено, дефинитивно. Не е направено нешто од тоа што нас ни се случило тука дома.
некоја катастрофа, нешто, значи, или еве сме одлучиле од денеска да не работиме, па нема производи во пазарот. Значи, ние имаме увезена инфлација, имаме увезени проблеми во снабдувањето. Меѓутоа, во ситуација на војна, во ситуација на ембарга, значи има ембарга, Европската унија, НАТО земјите подигна високи ембарга на која што и ние учествуваме према Руската Федерација. Знаеме дека Русија е извозник, еден од најголемите извозници на енергенци, суровини, репроматеријали и така натаму. Многу фабрики се повлекуваат таму. И не случајно се сите овие високи цени, пошто ако нешто ефтино се произведувало во Украина или во Руската Федерација, сега таа фабрика е преселена во Германија или не знам некаде во некоја друга држава од кој што ние увезуваме и таму е многу поскап производот. Репроматеријалите се многу поскапи. И сето тоа нас не погодува. Не погодува да кажеме падот на еврото во однос на доларот. Доларот стана премногу моќен. Беше 1,1 долар се менуваше за 1 евро, сега скоро е обратно. Значи тоа дополнително ни ги покачува сите цени кои што доаѓа за сите производи и репроматеријали од Соединетите држави. Се покачи цената на транспортот од некои 3000 долари за контейнер од Кина за ефтините производи кои што ние ги консумираме последните 20 на години од Кина. Меѓутоа не само ефтини, има и ефтини и квалитетни производи кои што доаѓаат таму. Во едно време стигна после пандемијата или пред крајот на пандемијата или за време на пандемијата стигна до 15-20 хиљади долари транспортот за еден контейнер од Кина до тук и тоа автоматски го поскапи производот двојно. Ние како држава и нашата влада тука не може ама буквално ништо да менува. Ние не сме Америка, па да менуваме нешто во светските токови. Ние значи пробуваме како општество, како добри домаќини, секој во своите можности. Добар домаќин го сметам тој што е добар домаќин или домаќинка дома, или некој управител на предпријатие или дуќан или на тезга, или не знам владата, министрите, да од тоа што го имаме го направиме најдоброто можно. Да штедиме таму кај што можеме и да работиме малку повеќе. Дали тоа го правиме 100% со целиот капацитет? Сигурно дека не го правиме. Значи сме можеле многу подобро и нашиот народ очигледно да не остане толку уплашен. Значи владата добро што обезбедува увозен јаглен, за да работат сите капацитети на РЕК. Добро е што се обезбедува мазут, кој што е скап, за да се активираат после 20 на години капацитетите во ТЕЦ Неготино и ние да барем потрошувачката на струја за домаќинствата тоа го задоволиме. Меѓутоа, многу луѓе во нашата држава се запрашуваат и се прашуваат а зашто нашите наоѓалишта околу Битола навреме не ги откривме, за да не трошиме скап јаглен и да користиме наш многу поевтин јаглен и да имаме многу поевтина производна цена на струјата. И тука со право тоа прашање го поставуваат. Институциите треба да одговорат. Така што добро што имаме струја, ние не сме виделе недостаток, значи само на север од нас во Косово веќе имаше во главниот град околу 4 часа во Приштина имаше значи недостаток на струја. Да. Значи земја која што плива во јаглен, ама не функционираат нивните енергетски капацитети како што треба. Така што јавноста не требаше според мене да се остави до последниот ден да види дали ќе имаме грејење, дали ќе се издаде лиценца за не знам СМ или не. Може малку порано требаше да се направи сето тоа, да не се остава последниот ден, па луѓето да купуваат не знам инвертери, да купуваат печка, па дрва кои што се многу скапи, па да живеат во некој исчекување. Така што мислам дека владата успешно до одредена мера се справува со целата криза, меѓутоа дека има исто така место за подобрување. Да. Господин Селмани, ви благодарам за ова интервју. Благодарам на вас. Ова беше Студио 10 на телевизија 24. Останете со нашата програма, набрзо следуваат вестите.